професор Сашо Кожухаров. Ќе разговараме на една навистина интересна тема, за која што се надевам дека ќе го привлечеме вашето внимание, менаџерската економија и можностите кон влијанието врз националната мезоекономија во Македонија. Добро утро. Добар ден, благодарам за поканата. Добар ден, убаво што си кажавме, затоа што сме ранобудници. И веќе ни е започна денот. Професоре, наистина една многу интересна тема ќе зборуваме. Верувам дека ќе заинтересираме сега гледачите прво што е мезоекономија, еден термин за кој што малку се зборува. И колку менаџерската функција всушност кај нас во државата е поврзана со истата? Па ќе се обидам во што пократки црти да опишем мезоекономија и менаџерска економија. Менаџерската економија е надградба на економика на предпријатијата, односно таа е микроекономска, мезоекономска и организационна област која што ги третира зависностите врзани за донесување на менаџерските одлуки. За да се донесе било каква менаџерска одлука, треба се земат во предвид правните аспекти, меѓусебните влијанија на различните функции, сметководствена, финансиска, производна, доколку се занимава со производна, услужна, здравствена, човечки ресурси, инвестиции и така натаму. И таа е базирана на повеќе аспекти на делувањето, односно на подготувањето на менаџерските одлуки, а сите тие одлуки треба да донесат профитабилни решенија, независно дали станува збор за профитабилни или непрофитабилни организации или институции. Добро. Разликата помеѓу профитабилни и непрофитабилни е дека едните плаќаат данок на профит, а другите не плаќаат. Ако тоа се државни и останати непрофитни организации и институции, кои што ако им останат средства непотрошени, тие не се пренесуваат за следната сезона или следната година, туку пак се враќаат во буџетот. Мезоекономијата, она што е централната парка. Да, што е централно, зашто јас во вашата најнова колумна и читав доста за самиот термин и колку во суштина е поврзана менаџерската функција, тоа сакам да ми објасните во државата како? Мезоекономијата и нејзиниот придонес во рамките на макроекономската политика или економиката на целата држава е во тоа што таа ги специфицира различните области со нивната можност за развој. Пример, постојат 14 според законската регулатива и тоа можеме да го видиме и во законите. Индустрија, рударство, туризам, финансиски институции, организирање на здравство, школство, повеќе аспекти во општествениот живот. 14 прилика се. Секоја од нив има своји специфики или специфични можности. Пример, фармација. Добро. Профитната стапка е 40 до 45%. Вложувате 100 денари, имате 145% денари приход. Во земјоделието или земјоделството и шумарството, тоа е некаде 7% од прилика. Во трговијата е, според моје истражувања, 12 до 16%. Да не набројувам понатаму сега, да не ги замараме вашите гледачи. Токму тука се и начините на кои што се третира со модерните менаџерско-економски пристапи, пример, теорија на профити. Има различни видови профити кои што постојат. Монополски профит, иновацијски профит и така натаму, да се придонесе за позиционирање на секоја стопанска гранка, групација, односно посебна мезоекономија. Тоа би рекле ние посебни комори, посебни стопански цехови и така натаму, комори за сите овие
неколку што ги наброив и останатите што не ги наброив. Да, овие што ги набројавте, сакам да се концентрираме на земјоделието согласно и вашето искуство, колку менаџерите успеваат, со оглед на тоа дека станува збор за едно од најоштетените гранки, за жал, многу тешко ќе биде, веројатно и самите земјоделци кажуваат, многу тешко ќе биде да се вратат на годините пред пандемијата. Што сметате дека треба менаџерите да направат? Почитувана постојат 3 гранки или 3 дела на мезоекономијата земјоделие кои што гарантираат секоја година девизен прилив на средства, се мисли, девизен прилив на средства. Тоа е извоз на јагниња, 35 милиона евра, според мои податоци. Добра. Извоз на тутун. Добра. Така. И извоз на грозје, односно вино. Сето тоа е еден дел на кој што на ниво на макроекономија, базирана на мезоекономијата земјоделство, може да смета економската политика на државата. Тоа се некаде 120, 130, може повеќе сега, зависи од година во година. Да, од година во година веројатно да. Варира, меѓутоа не многу, ама тие се сигурни средства и сите тие средства се базирани на динамиката на извозно ориентирани делови на мезоекономијата земјоделство. Значи, јагнињата се до април месец, зависи кога се погодува, да кажеме, Божикот. Тутунот се извезува околу Нова година, која ќе созрее, односно ќе ферментира. И грозјето е благата есен, односно почетокот на есента. Тоа се дефинитивно делови на кои што може да се ослони, како е македонски ослони, да се подпре, да смета, да очекува нашата економија. Втората област... Што правиме со другите? Втората област е дека навистина тие се минорни другите активности врзани за извозот и девизниот прилив. Јас на тој дел гледам. Меѓутоа, во мојот сегмент на разгледување се грантовите. Грант значи подарок. Добро, а ИПАРТот? А ИПАРТ програмите што сега повторно ги актуализираат, сега чинам ИПАРТ 3-4, дека се е во функција. Како ќе ги наредиме, така ќе бидат. Добро. Прашањето е токму, затоа и го загатнавме, грантовите и позајмиците кои што де факто понатаму вообичаено се простуваат, односно нема обврска за праќање. Грант е подарок сега, извините. Добро, добро, реално разговараме, да. Да. Прашањето е на различните области и фондовите за кои што има посебен дел. И во Државниот завод за ревизија, и во Министерство за финансии, посебно се водат различните области, меѓу кои нормално и земјоделството спаѓа. Да. Не е само земјоделство, не е полјоделство, одгледување на пиперки, патлиџани, праски и така натаму, туку и во сточарството има. И во дел од преработувачката очекувате овие програми кои што се активни да допринесат, да помогнат, да вродат со плод? Видете, за каква е состојбата во земјоделието? За да малку сум фамилиарен со тој дел. Да, знам дека вие го имате и другата страна на искуството, реално во суштина. Во рамките на ИПАРТ програмите е неопходно да се направи програма, квалитетна програма, која што бара софистицирани показатели. Да. Колку вложувања треба, односно колку треба да се повлече средства, за која намена, рокот, односно развојот на областа, ајде, ако е земјоделството, во земјоделството, ако е зборам деловите на земјоделство се, меѓу кои и аквакултурата дел од земјоделство. Така, добре, и тоа е вашата книга што покажувате? Со покојниот професор Христовски. Така, добро, што ни е тука. Мола? Што ни е тука книгата, Да, таа е прва и единствена во Македонија. Проектите кои што се подготуваат
базираат на усвоени начини на поднесување на самиот проект. Добро. До надлежните фондови, кои што навистина не се искористени, морам да кажам. За жал не се искористени. Што недостасува? Зошто не се искористени проекти ли недостасува? Во главном се проектите. Да. На тој дел не се користат, еве, јас сум универзитетски професор, нели, да не го спомнам, универзитетот ќе испадне реклама оти. Не сме искористени. Не само јас, на сите универзитети, сепак од програмите се сведува на неколку проекти. И тие пропаѓаат иако треба да бидат во функција на развој, еве, за земјоделството, пардон, станува збор. Да. Не ми е соодветно, не ми е соодветен начинот на поимање на можност за добивање на средства од страна на голем дел од нашите... Сега пак ќе се навратам за тоа дека неколку пати споменав дека вие од реалниот сектор во суштина ја знаете состојбата во земјоделието, затоа што и дел сте пред X години и сте се занимавале со земјоделие, познавајќи го секторот, а познавајќи и другата страна. Мезоекономијата. Да, познавајќи и другата страна, што сметате како совет вие што сметате до земјоделците, затоа што постојано ги слушаме дека им се нудат можности, но не се доволни, постојано се жалат. И навистина им е тешка состојбата. И што сметате дека ете од оваа страна кој државата вика толку можеме да направиме, тие ни се можностите и даваме и повеќе од можностите, ви нудиме, што сметате дека треба да направи земјоделецот? Па прво, неопходно е да се забележи дека нужно е, неопходно е да се поврзат со надлежните институции. Тоа не е само Министерството за правда, за да ги дзирнат. Второ, доколку се, се, голем дел од нив, се вклучени во тој модел на побарување на средства, како што кажавте вие, значи за дофинансирање. Добро, тука се програмите, да, грантови, ИПАРТот и така. Прашањето е на подготовка на програмите и поднесување на програмите. И тоа е хитно. Да. Значи, или итно, како е македонски. Тука сметате дека треба и едукација поголема? Да, се организира цело време. Јас многу сум следственик на Министерството за земјоделство. Цело време организира токму за овој дел. Државниот завод за ревизија, Министерството за финансии, кои што де факто помагаат, меѓутоа нема одзив. Прашањето е тука само на делот врзан за поднесување на средства, на барањата за доделување, за искористување на средствата, базирано на реалните показатели. Не да се бара поголема сума, отколку што е неопходна, која што ја имаме во рамките на фондовите. И таму се селектирани, односно по секвенци се, не е сето да кажеме за производство на определена култура или изградба на фарми или изградба на набавка на механизација, кажувам, различни видови сега. Ние кога гледаме механизација, мислиме кој знае што е, меѓутоа тоа е една плејада на многу различни видови на можности за искористување на средствата кои што се нудат. Професоре, куси сме со времето, со вас ми е кус со времето, ама сакам да искористам само и ваша, како добар познавач, ваша проекција да ми кажете, еве вака, познавајќи го секторот, гледајќи ја и состојбата во државата, што сметате, кога ќе можеме да зборуваме за позитивни приказни од страна на земјоделието повторно, како пред некое време? Прашањето е навистина. Ќе може ли тоа да биде во блиска иднина? Па, јас мислам, доколку се прифатат овие укажувања, дека тоа би било не радикално сменето, меѓутоа барем
навестување. Ке се направи исчекор. Да, навестување, ја го викам тоа, не е исчекор. А не може вака да дајете проекција како што велат, не знам, ајде после летово од септември другата година, не. Нека заврши бербата на грозјето, тогаш Така? ќе збориме. Да. Тогаш ќе зборуваме, да, годинава колку. Ви ставам на располагање тога. И за многу други теми, професоре, кусо ми е времето со вас. Ако да, Благодарам. добро. Благодарам што бевте гостин денес. Благодарам.